Уважавани гледачи, добре дојдовте во најновото издание од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Ве поздравувам и ова попладне. Ве ветувам убава книжевна дружба со нашиот веќе доста познат и успешен писател Далибор Трајков, или авторот на Закопана вистина, кој што во еден наврат веќе гостуваше во емисијата од своја страна. Меѓутоа денес повторно со убав повод, со уште едно негово дело кое ги доживеа зраците на денот. Далибор Трајков, ви благодарам што ја прифативте мојата покана и ве повтори пат да се видиме во своја страна и да ја промовираме вашата најнова книга. Благодарам, Викторија. Чест е повторно да се биде во ова студио и да бидем гости на вашата емисија. Го следам вашиот писателски пат. Многу се радувам што така успешен писател доживеа и уште еден наслов да излезе од печат. Траги од минатото, вели стари мистерии отвораат нови рани. Ова е нешто поинакво, нешто поразлично од Закопана вистина, која што одекна така силно во јавноста. Зашто сега станува збор, Далибор? Да, ова е поинаква, жанровски поинаков роман, но сепак она што најмногу го сакам и сметам дека и поголем дел од читателите го сакаат, драмата постои и во овој роман, но за разлика од претходно, како што рековте, Закопана вистина, овој роман има мистерии во него. Тоа се животни мистерии, животни тајни на ликовите кои со самото читање се откриваат една со друга и со тоа влијаат во распетот на самиот роман. Така, станува збор за драма со примеси на мистерија. Да. Сега умеете со ликовите, тоа го видовме во Закопана вистина. Дали овде надзираме и некои вистинити ликови кои што можеме да ги препознаваме во секојдневниот живот? Дали станува збор за некои вистинити случаи, можеби со сменети имиња во книгата? За конкретно содржински евајде? Да, видите, ликовите и карактерите на личностите се донекаде доловини од луѓе кои што, ги среќаваме или лично ги познавам. Можам слободно да кажам еден од главните ликови во романот препишав дел од мојот карактер, ќе речем го. Така, малку автобиографски? Да, автобиографски. Што се однесува до самата приказна, таа е чиста моја фикција, значи создадена за разлика од Закопана вистина исто така беше некоја фикција, но имаше некои вистинити случаи кои што се случуваат во секојдневниот живот. Закопана вистина беше, рековме, емотивна драма, но во неја стоја и локациите кај што се случуваат настаните. Овој пат на читателите нема откриено местото каде се случува целото дејствие на романот, значи Траги од минатото, но сепак и овој пат, како и претходната книга, дејствието се случува во нашата држава. Само тоа е кажано дека е некаде во Источна Македонија, во град во Источна Македонија, и целото дејствие се случува таму. Пишувате за полициски истраги, за полициски извештаи. Колку вашата работа ви помага при создавањето на делата? Па искрено во овој роман многу ми помага. Значи, мене ми беше многу лесно да го пишувам, затоа што, полициската истрага е мој терен и многу ми е лесно оние внатрешни полициски комуникации и општо полициските задачи, движењата на самите ликови кои што се инспектори во полициските, мислам во самата полициска издрага во романот, ми беа едноставни за мене, не ми требаше истражување за разлика од некои други колеги автори, писатели на книги. Така, Далибор, Закопана вистина го доживеа третото издание. Како сте задоволни од? Па веќе искрено да ви кажам, сум многу задоволен. Очекував нормално, се надевав да биде успешна книга, колку и секој еден автор, но искрен да бидам, не очекував дека толку позитивно ќе помине кај читателите. Таа го доживеа за
рок од една година, како што кажавте, третото издание, кое што последните информации кои ги добив од издавачката куќа Сакам книги, дека веќе е при крај тоа трето издание, значи наскоро ќе следува и четврто издание и баш ми е мило што читателите го прифатија како роман и тоа е некако како успехот на Закопана вистина се сликува веќе и на новиот роман Траги од минатото. Да, тоа ќе беше моето следно прашање. Повторно соработувате со Сакам книги и за новата книга? Да. Не планирам да ја сменам издавачката куќа. Во секој случај сметам дека имаме добра соработка и покрај нив и тие се на некој начин заслужни за успехот на Закопана вистина и еве сега и на Траги од минатото. Траги од минатото се промовираше на сајмот на книга 2023, како помина таму промоцијата. Предпоставувам имаше ваши читатели, фанови кои што сакаат да им подпишете од книгите. Ајде да споделиме импресии како помина сајмот на книга. Искрено многу одлично поминав на сајмот на книга. Ете, имав слободно време, одвоив да бидам неколку дена со читателите. Значи, од самиот старт, почеток на сајмот, бев присутен. Сајмот почна на 4 мај. Јас бев присутен од првиот ден. Официјалната промоција на Траги од минатото беше на 6 мај во 17 часот. И со така, и на 6 мај бев присутен. И тука имав прилика и јас и читателите да се сретнеме на тие средби, да размениме своји мислења, секако тие што сакаат да купат книгите, им се подпишував како автор. И морам да кажам дека интересот беше голем, им беше задоволство, едноставно ретко имав некое слободно празно време каде што можев да бидам без читател заинтересиран, така да. Кои се првите импресии за новата книга? Па, главно позитивно. Секогаш најчесто коментарите се позитивни. Сега нормално, некогаш има и забелешки кои што искрено ги прифаќам и сакам да ги имам, затоа што јас сум сепак нов, се сметам како писател. Имам досега само 2 книги издадено и секоја критика ја сметам добронамерно. Дали таа е негативна или позитивна, треба да се усовршуваме за понатаму. Така што покажува искуството, бидејќи имате 2 различно жанровски напишано книги, што сака македонската читателска публика повеќе? Предпоставувам повеќе се интересирана за некоја мистерија, трилер? Па, ова година, додека сум активно како автор и многу повеќе ја запознав македонската читателска публика и нешто што и претходно други ми го имаа кажан луѓе што подолго време се во книжевноста, тоа го установив и јас дека македонската публика ги сака драмите. Драмите, да, ги сака и мистериите во нив, кои што рековме со примеси на мистерии и драми. Така и тоа го забележувам дека е така. Не е причина и тоа главна причина што јас пишам драми, конкретно втората е со мистерија. Искрено јас сум како читател најголем обожавател на драмите со мистерии. Во која сфера повеќе се пронајдовте себе си како автор? Па мислам дека во втората книга повеќе се пронајдов, бидејќи беше во мојата област. Така, па одеше некако по... Колку време се твореше оваа книга и од кога тлееше идејата, може? Траги од минатото се твореше некаде околу 5 до 6 месеци. И колку промени претрпе? Предпоставувам сопругата тука. Да. Читаше, препрочитуваше. Да, јас обично не правам промени на корекции нема на моите книги. Приказната кога ја создавам, ја пишувам така како што сум замислил од почеток. Може би во пишувањето некои делови од книгата ги пишувам понапред, а следуваат последователно се поназад во однос на другите кои што не се напишени. Но во секој случај на крајот кога го склопувам, романот е така како што јас сум го замислил,
Кога веќе спомнате мојата сопруга, да, таа се појавува како коректура на овој роман, официјално, и таа се грижи за оние технички грешки, граматички, кои ги пронаоѓа во самото пишување, доколку ги пронајде, нели? Сепак приказната е чиста моја фикција, секој редослед го сакам да биде така како што сум го замислил, предвидејќи многу работи кои што се понапред напишени, понатаму со причина со прочитањето читателот ќе забележи зашто се стојат. Така. Дали би се спремали некоја поголема промоција на Траги од минатото? Што да очекуваме? Траги од минатото не спремам некоја поголема промоција. Главната промоција, како што кажавме и претходно, беше на самиот сајм, на сајм на книгите. Тоа е, нели, сепак и најголемо книжевен настан во нашата држава, сајмот на книгите во арената Борис Трајковски. После тоа ќе следуваат, секако ќе следуваат гостувања во на помали сајми, каде што ќе биде присутна издавачка куќа Сакам книги. Тоа го правев и во текот на изминатата година. Во поголемите градови во нашата држава бев присутен на мини сајмите и тоа забележав дека самите читатели сакаат онаа средба. Колку читателите ја сакаат она тет-а-тет средба со авторот? Многу пријатно влијае и кај нив и кај мене како автор. Така, може би поблиску ја доживуваат приказна. Да. Искрено да ви кажам, тоа го забележувам и самите луѓе кои што се присутни вработени во библиотеките, кои што најчесто се одржуваат тие мини сајми, се веднаш се организираат, прават некои ТВ емисии со соработка со нивните локални телевизии, најчесто исто така известуваат и училиштата, па многу често сум имал ситуација кога наставници организираат ученици, кога ќе дознаат дека е моето присуство во нивниот град, и такви средби имам и со ученици. Значи, навистина, чувството за мене е прекрасно. А гледам дека и самите читатели се задоволни. Како ве прифатија во вашиот град? Во Кавадарци можам да кажам, јас сум, нели, по потекло од Росомон, живеам во последните години во Кавадарци, таму и работам повеќе од 22 години во полициската станица во Кавадарци. Значи, морам да кажам и да ја пофалам целата Тиквешија, тука, нели, Кавадарци, Росоман и Неготино, значи многу голем интерес за моите книги. Бев прилично изненаден и искрено не очекував дека толку народот сака и чита, стварно. Ги сака книгите и ги чита. Тоа се однесува до луѓето. И некој промоција до сега, искрено да ви кажам, во градот Кавадарци не сум имал официјално. Мислам дека ти фали една промоција таму да си ги собереш, нели, луѓето? Не сум имал до сега. Кавадарци заслужува една убава промоција. Да, ама некако и можеби луѓето кои што ги водат тие институции во делот на културата и што треба се грижат за тој дел, до сега не пројавиле некој личен интерес да ми се обратат, иако според кажување на некои од работените и луѓе што се упатени од културата, мада и луѓе од вашата бранша, од медиумите, кажуваат дека Закопана вистина е историски најпродаван и најчитана книга од автор од Тиквешијата. Значи, иако искрено да ви кажам, до сега не сум ни бил поканен ни една локална телевизија во Кавадарци, единствено тука на националните сервиси, како што е вашата куќа, ТВ Сонце, нели, и останатите тука други телевизии. Мада тоа оставам други. Јас искрено и вие самите, знаете, не се нудам за моите гостувања. Телевизиите се тие кои ме канат и не би сакал да се наметнувам никаде. Така. Заслужува секој успех, според мене, заслужува како и медиумски простор, така и книжевна средба и такви средби во библиотеките, библиотечни книжевни средби. Се надевам дека ќе бидат тие случувања малку почести, затоа што и читателот го заслужува тоа. Потребни се тие средби за читателот да се доближи, нели, до самиот автор. Знаеме колку значат и колку COVID-19 па не измести од сето тоа и колку бевме нели оневозможени за таквите литературни дружби, меѓутоа уверена сум дека ќе биде подобро. Дали се спрема нешто ново? Да, работам на новиот роман.
повторно, како и претходните два романи, се задржувам на действија кои се случува во нашата држава. Овој пат планирам да биде откриен градот кај што се случува действието. Дел од действието се случува тука во главниот град во Македонија, нели во Скопје, но поголем дел и ќе се случува во едно мало градче во Источна Македонија. Повторно ќе станува збор за една драма со примеси на мистерија. Така да повеќе да не откривам, се надевам дека во некој следна ситуација која ќе имаме прилика кога ќе биде самата промоција на романот. Позадека медиите ми откривте дека за 2 недели веќе се продадени рекордни можеби над 300 примероци од Траги од минатото. Ве мотивира ли тоа да не престанете да се занимавате со ова? Па да, тоа е главната причина. Тоа е главната причина. Една од причините, кој што кажав ми претходно, оние средби се тека со самите читатели и големиот интерес на книгата. За 2 недели 300 книги од 300 примероци од Траги од минатото се веќе распродадени. Сметам дека е успех со оглед на тоа колку мала држава сме ние и за еден автор како што е Понов е со голем успех. Голема сатисфакција. Предпоставувам доаѓаат до вас и импресии веќе од книгите и пораки ви пишуваат и колку читателот се охрабрува да даде критика, да посочи нешто? Имате ли интеракција со вашите читатели? Да, јас сум оној кој што ги бара тие работи. Јас сум оној кој што иницира на тие работи. Кога и да добијам позитивна и било каква критика или особено барам од некој што ми е поблизок или го гледам дека е расположен за комуникација, го барам да ми каже тоа што не му се допаднало, тоа што му недостасува во самиот роман, ако ништо друго, ги добивам и тие работи. Барам до сега од Закопана вистина, од Траги од минатото почна од оваа недела, почна првите пораки да ги добивам и коментари од страна на читателите. И знаеме ли да дадеме конструктивна критика? Да. Многу често јас себе си кога си го пронаоѓам некаде кај што сметам дека некаде сум можел да дадам плюс во романот, многу често се совпаѓам и со самите читатели кога даваат таа конструктивна критика. Што вели поддршката, сопругата, вашите деца? Па имам безрезервната поддршка ја имам од нив и тоа многу ми значи сепак. Семејството, привидејќи свесен сум за тоа дека со пишувањето на книгите крадам од времето кое што треба да го поминам и со нив, иако тоа гледам да биде секогаш доцна во ноќите кога сите ќе заспиат, да си украдам од мојот сон. Тогаш доаѓа инспирацијата или веќе вие си имате инспирацијата па создавате кога сте слободни навечер? Па инспирацијата претходно ми е... Или си тече мислата? Си тече мислата, обично романот кога го замислувам како ќе изгледа, потоа и ги средувам деловите како што ми се замислени, ја правам онаа скица, ја што велам, како ќе изгледа романот и потоа едно по едно си доаѓа. Како пишувам, мислите си доаѓаат и нешто ако ми сметам дека треба да се додаде, ќе го додадам во текот на самото пишување. Така, велите издавачката куќа Сакам книги не ја менувате, кои се следните активности што ќе ги правите со самата издавачка куќа, со самата промоција на овие ваши книги, каде да ве очекуваме следно да се појавите? Па најскоро не знам, паќаат нели веќе летните одмори. Оние средби со читателите и сајмите, мини сајмите по градските библиотеки низ ширум низ државата ќе се сведат на минимум. Искрено не знам каде ќе бидат наредните мини сајми. Јас претпочитам, мислам секогаш сум расположен да присуствувам, особено во поголемите градови во нашата држава. До сега сум бил, значи ќе ги набројам, бев до сега во Битола, бев во Прилеп, бев во соседно Неготино, бев во Штип, во Кочани и Охрид исто така и поминав многу добро и како што ги реков ми претходно, читателите многу сакаат средба со авторот и оној потпис да го добијат на книгата од авторот. Покрај во Сакам книги, книжарниците и онлайн секако каде може да се ја набават? Дали може директно од авторот да се со потпис да се ја набават книги, да се ги набават двете книги? Дали може би ги има и во библиотеки некој?
Книгата е за и двете книги мои ги има, мислам дека по ширум цела држава. Значи во книжарниците кои што соработуваат со издавачката куќа Сакам книги, веќе имаат набавено, ги имаат двете книги. Што се однесува до библиотеката, нема библиотека која нема ги нема книгите, затоа што кога бев, како што веќе рековме на оние мини сајм во посетам библиотеките, и таму добив информации за книгите, дека и таму добив едни позитивна информација дека Закопана вистина е една од почитаните книги во библиотеките, што ми представува посебно задоволство. Исто така како што кажавте, книгата за двете книги може се набават онлайн преку издавачката куќа Сакам книги. Што се однесува до мене, јас не продавам книги, тоа право го немам, но секогаш сум расположен кога може да се сретнеме, да организираме среда со читателите, да се појавам, да им подпишам примерок. Се случувало некогаш кога сакат онлайн да нарачат на подрачјето кавадарци, секој штука од тиквишијата, лично јас да им ги нарачам, па да им ги донесам книгите, така да направам некоја услуга. Инаку, во секој случај, јас не продавам книги. Ви честитам за траги од минатото. Ви честитам за третото издание од Закопана вистина. Се радувам што токму од своја страна ја промовиравме вашата најнова книга, драма со премеси на мистерија. Ќе посакам уште многу нови наслови да ве читаме, секако ве следиме. Ви честитам за сите досегашни успеси. Телевизија Сонце секогаш ќе биде на ваша страна. Благодарам, Викторија, на твојата покана. Баш ми е чест, повторно ќе кажам, што сум дел од оваа емисија и не поздравувам твојата работа и промоцијата на овие културни збеднувања во нашата држава и успеси на луѓето од областа на културата. Се што вреди, заслужува да се најде на секако внимание. И тоа би ги поздравил читателите, мислам, гледачите на ТВ Сонце. И читателите нормално, вашите читатели. На книги. И тоа е тоа. Да поддржуваме и да читаме македонски автори. Во секој случај имаме доволно квалитет помеѓу македонските автори и сметам дека треба да им дадеме поддршка. Почитувани гледачи, да дадеме поддршка, да читаме македонски автори, да читаме македонски книги, македонска проза, поезија, се што милувате. Ова беше една книжевна средба со нашиот Далибор Трајков. Ја промовираме неговата најнова книга Траги од минатото. Драма со примеси на мистерија, за разлика од Закопана вистина, која што верувам дека досега ја имате и прочитано, а доколку ги немате и двете книги, секако кажавме, може да си ги набавите од книжарниците на Сакам книга или онлайн да си ги порачате со ваша достава. Се надевам дека бевме интересни, дека успеавме да го задржиме вашето внимание овие 20 минути. Ви ветувам овде наредна средба за една седмица, до тогаш ќе ве поздравам и ќе посакам да останете во добро здравје.